I тогаш тој наказ со многу јако срце им рече на призлатите: море тебе збрајка, хајдуци, вие многу души изгоревтава мојта душа кола и не изгорева. Заедно шуродица на врх тех, посече од нив осомнина, остана еден... Не требуваше ти нека да дојдеш на нас. Ние сакавме да дојдеш. Ама сега Знаеш, малко море сокол пие, вода на Вардарот. Море сокол пие, вода на Вардарот. Скарале се, степале се, двајца браќа братучеди. Па за Ошчо, за ни Ошчо. Ваму долу под селото кај ширките. Ширки берат се грчкаат. Скарале се, степале се, двајца браќа братучеди. Па за Ошчо, за ни Ошчо. За едно моме, црнооко. Црнооко бисер заби. Рацете си ги содраха, нозете си искршиха. А за Ошчо, за ни Ошчо. Горе долу ни жополе, најдов мало моме. Се завртив да го видам, што ми прилегаше. Се обзрнав да го видам, што ми мило беше. Ама имат клети татко, неке ми го дајт. Па си имат клета мајка, неке ми го дајт. Али за нив лесно бива. Една овца, една крпа, сами ке ме молят. Девојко, моме црнооко. Не стои спроти мене, изгорев за тебе. О, гори, лудо, гори. Гори да изгориш. Гори да изгориш, пепел да се сториш. Мајка не ме дава, то ти си сиромах. Оти си сиромах, оти куќа немаш. Девојко, моме црнооко. Ти не гледај куќа, то гледај јунака. Јунак куќи прави, тој куќи расипвит. Девојко, моме црнооко. Дења ми те гледам, ноќите сонувам. На мека постелја на деснава рака. На мека перница на десна пазува. Па си се разбудвам. Тебе те побарвам. Кога те побарвам, тебе не те најдвам. На постелја велјам, постелјо пустина. Камо ти момето. Пернице ја велјам, перницо треснатице. Камо ми момето. Сега тука беше на деснава ръка, в десна пазува. Кинисало моме наквечер на вода. Наквечер на вода во ни една доба. И ја сусретило едно лудо младо. Младо ја целива
и киска ја зеде. Тешко не ја падна дека е целива. Потешко ја падна, зашто ја киска зеде. Как да појдам дома, на мајка да кажа? Право појде моме дури на Давија. Кадија, суди как се судит. Сум си кинисала наквечер на вода. Наквечер на вода во ниедна доба. И ме сусретило едно лудо младо. Младо ме целива и киска ми зеде. Тешко не ми падна дека ме целива. Потешко ми падна, зашто ми киска зеде. И јас да те најдам во ниедна доба, и јас да те целивам, и киска ти зеам. Стојане, море Стојане. Стојане, бегов дрваре. На двата друма терале, на треки друм те фатиле. Белите раце врзале со твоите црни подвески. Долуте в село слегое, у попате го старего. Попот имаше 2 керки и треќа снаа, Митана. Митано, жити 2 брата, извај ми некој 2 золви поеднош да и целивам по дука да и дарувам. И моево бело лице, со се мое бело грло. Саракино црнооко, јас не можам да ти дојдам, оти сум си турски момок. Турски момок, конјски сеис. Везден дење коњи пасам, а ношче си рти варда. Јас не можам да оставам. Море лудо, кутро младо, ке те ука ја науча. Удри коњи во пајвани, а маските во железа и ртите во ремење. Та дојди ми на вечера, да се оба познаеме. Саракина црноока, како што го научила, така ука фатило. Клало коњи во пајвани, а маските во железа и ртите во ремење. Та си пошло на вечера. Што му даде нејзини црни очи. Црни очи, бело лице, бело грло. Мало што се покочиле дур се зора обзорила. Стопани го побарале. И што да видат? Велјо чудо. Сите коњи во пајвани, маските во железа и ртите во ремење. Тога си се почудиле. Кабајата му простиле, зашто се најде многу умен. Али умот од измекар, али ум од љубовница. Јана идет од бањата. Измиена. Искапана. Лудо идет од мејана. Најадено. Напиено. Си јавнало брза коња и со коња си подиграт. Уба Јана е пристигна. Тога Јана му зборвеше. Море лудо, кутро младо. Позапри си брза коња. Дон ме згазиш, дон ме сломиш. Тога лудо се измами. Си позапра брза коња. Колку лудо се позапра, шега Јана го подбила. Најде волкот рудо јагне, не умеит да го јадит. Најде лудо малко моме, не умеит да го љубит. Девојко, девојко, црвено јаболко, изгорев за тебе како лен за вода, босилјок за сенка, дзунзуле за леса, калемфер за роса, турчин за кокошка. Турчин за кокошка, јунак за девојка. Гори, лудо, гори, ај да би изгорел. И ја така горам, ама немам што да чинам. Татко не ме дат, мајка не остаат. Девојко, девојко, ти куќа не гледај. Ти куќа не гледај, ту гледај јунака. Јас ќе си откупам до 200 мајстори, да ќе си направам високи чардаци, шарени одаи и убаи џамои. Мори недо, бела недо. На кого си налјутена? Налјутена, насрдена.
Дали на мајка, дали на тейко, или на твоите до два брата. До два брата, два близнака. А она веле и говоре, не сум лудо налютена, ни на мајка, ни на тейко, ни на моите до два брата. На тебе сум налютена. Ни ми врви ноќем време, низ нашите рамни дворие. Ни ми чини ноќе прилиз. Ми загина тонко платно од разбојот, тенка риза од Гергефот. А он вели и говоре, мори недо, бела недо, ним бери кахар, касафет. Јас ти узех тонко платно, та го носи в град Солуна, на солунски бојаджии, да се вапса за чадире. Един бел, а втори румен, а третиот чадир зелен. Велјо, мори велјо, стребрена велјушо. Стребрена велјушо, златна трепетушо. Солунското грозје, стамболско цвеќе. Ајде да си ојме на врв на планина. Јанче, море Јанче, стребрено герданче, што ми те носет момите на грло. Ели, ке си ојме на врв на планина, тамо ке не фатит проклетана зима. Велјо, мори велјо, стребрено велјушо. Ако да не фатит проклетана зима, та ја даль си имам белион јапанчак. Ке ми те покријам, ке ми те завијам. Нека зима дојд, тамо ке зимвиме. Нека лето дојд, тамо ке летвиме. Пијан легнав, шпирт Моријанове. Пијан заспав, та седни ми шпирт Моријаноле на скутеј, отпетљај ми шпирт Моријаноле чапрадзиве. Чапрадзиве, шпирт Моријаноле од Елеков. Види ми е шпирт Моријаноле кошуљава. 3 години шпирт Моријаноле не испрана. Немам вода, лудоле море, да ја исперам. Твоите очи, шпирт Моријано, 2 кладенца, да испери шпирт Моријано кошуљава. Немам сапун, лудоле море, да избелјам. Твоите раце, шпирт Моријано, раки сапун. Немам плоча, лудоле море, да ја исчукам. Твоите нозе, шпирт Моријано, мрамор плоча. Море сокол пие, вода на Вардарот. Море сокол пие, вода на Вардарот. Јане бело грло, Јане кротко јагне. Едно време имаше еден сиромах човек. Беше многу мераклија за секоја работа. Имаше и 3 синови. Жената му се разболе тешка болка, штото лежеше до 3 години. Тој колку сиромах беше, оште повеќе сиромах се чини, ама на друг не се молеше. Гладен легнуваше, утрината стануваше, на Бога се молеше,
саде здравие да му дава на него и на жената му. И Бог даде. Принима мъра жената му и полека оздравела. Се чини харно. Тогаш той му вели на децата: А, бре, синко, вие сега се чинихте ко джамити, юнаци. Идите да се главите на некој чорбаджи, да се наситите леп. Вие да земите хак да ме храните и меника со смајката. Тогаш и децата му рекоха: Да идеме, тате, да се главиме като што велиш. Ама да не тераш до 3 години. Че ние дур да не добиеме пари, неке дојдеме. Тогаш и татко му им рече: Идите, синко, и Бог да даде да добиете, како што сакате, и така да дојдете при мене. Тогаш децата, като чуха така од татко им, и тројцата сплъзнаха ръка и излезоха од ковата му къща. Кинисаха и тројцата да терат късмет, да се глават. Неголемиот на едно село се фати говедар, да пасе селските говеда. И останал там. Двамината кинисаха од там. Ходиха на многу села и градови. Така и средниот брат на еден чорбаджија се фати да му оре на нивите. Најмалкиот, като знаеше малку да пише, отиде на еден голем базирѓанин. Се глави таксилдарин да му бере верисента по далечните места. И така, базирѓанинот му купи еден харен конј, му даде и тефтерите, киниса и тој, отиде на една касава, кондиса на ханот. Отвори тефтерите, виде таму оние што беха писани, човеците. Ги викна. Им вели: Господари мој, вие што одлагувате на мој господар ето толку гроша, максус за вас сум дошол да ми платите. И пак да ви е вратата отворена. Оние човеци като чуха така, му рекоха на граматикот: Ба господине, не требуваше тинака да дојдеш на нас. Ние сакахме да дојдеме. Ама сега што си дошол до тука, и ние хазар ги имаме парите, ке ти ги платиме. Туку стани од тука, му вели едниот. Ела да идеме во мојата кшта да седиш дур да чиниш таксил тие пари. Немој седиш тука на ханот, че е тука лошо место. Има ѓаволи хајдути да не ти чинат нешто. Тогаш тој инака му вели: Вие идите, ви се молам, да ми докарате парите што одлагувате. И за онова немој грижа да имате. Тогаш и оние други му нарекоха, а ми отидоха. Секој парите што одлагуваше му ги дадоха. И секој си зема подпис од неговата рака. Тој нака като собра толку пари, се чини товарот. Од неколку дни сетне киниса да иде на друг град за да бере верисента. И како отиваше на пато, во една гора голема, нетре го стрете еден гол човек и му вели: Така одиш така бе, побратиме! И тој му одговори: Еве идам да берам верисента од онаа касаба овде што се гледа. И тој му вели на голиот: Ами, ти на каде ке одиш така гол? Јазе, братко, като тебе бех таксилдарин. Ме најдоха едно хајдуци, ме соблекоха и ми земаха сичко. И сега ми е страм како да излезам пред господарот ми и пред човеците. И затова хода по таа гора. Пак го пита: Ами, сега дека се оние хајдуци што те соблекоха? Голиот му вели: О, братко, не се далеко. Ето тука одзад таа планина се. Љути се молам, врни се назад, барем тинака да не патиш ништо. Зашто они се лоши човеци, да не те отепат. Тогаш тој извади од дисакот му еден такам поветки дрехи, му даде на голиот и му вели: На ти тие дрехи, облечи си и ела тинака со мене да идеме дур на хајдуците. Ке се бориме со нив. И они душа имаат и ние. И тогаш голиот му вели: Братко, колку за дрехите што ми даде да се облека, благодарам ти. Ама за назад не мога да се врнам, че се уплаших многу. Јазе ти се молам, немој хождаш на врх вълк од јагне. Тој нака не послуша на голиот што му рече, туку еднош стори ниет. Киниса на патот да иде и лу приближи на онова место дека беха хајдуците. Извади сабјата му, на ръката му ја држал и фати да вика како луд. Като чуха хајдуците, излезоха на патот пред него 9 мина и му велат:
Дека ќе идеш? Побрати ме. Од тука? Та така викаш? Назнаеш ли, че тука има 9 браткја хајдуци, што не остава човек да промине през тука без да му земат што има на дисакот? И тогаш тојнака со много јако срце им рече на хајдуците: Еј, море 9 браткја хајдуци! Вие многу души изгорехте, ама мојта душа колај не изгорева! И заедно шуроди на врх тех и посече од них 8 остана еден од 9 и фати со него да се бори тъкму 3 дена и 3 ноки. Дур веќе хајдутинот Аман му рече: Братко, познах че си појунак од мене, затова ти се молам, остави ме жив да ти кажам дека се нашите магазии, да земеш злато и сребро колку што сакаш. И го остави жив. Отидоха заедно со него во една висока гора, дека беха магазиите на 9 хајдути. И кога му отвори хајдутинот магазиите, што да види граматикот, шасти се со столку имање што имаше во оние магазии. И тогаш му вели на хајдутинот: Е, братко, сега да те питам, дури и кога сакахте да горите сиромашки души, и за кого го собрахте това имање? Од човеци го собрахме, на ѓавола го даваме. Като чу така, извади сабјата, го закла и него и му велеше: На ѓавола го давате! И го чини мрка по мрка. Тогаш пак заклучи магазиите без да земе еден тука нешто. Господ да прости мајка му и татко му тој што чини тая работа, што ги отепа тие хајдуци. Аман, земјата ни изгореха. Тој не каза ништо на гражданите, ами сад работата си гледаше. Така, сетне викна оние човеците, што имаше од нив да зева. Им вели: Братја мои, јас ја дојдох тука, ви се молам една нога понапред да ми платите парите што одлагувате на мој господарот. Че има толку време, близу 2 години како сте земали имањето. А они му велат: Брате, и ние инкер не чиниме што не сме земали имање од твој господара. Ама што да чиниме, че кога идехме тука, од гората излегоха 9 хајдути, не се облекоха, ни го земаха сичкото имање и од умирало што куртулисахме, ете пак берикјат. И парите инкер не ги чиниме, ќе ги дадеме. Ама на това час немаме. Хем, сега чуеме че хајдутите ги отепаха 8 души. Оф, леле, Бог да прости мајка му и татко му тој што чини тая работа. Ама и другиот да го испастреше беше похарно. Тогаш тој, за да се покаже че тој ја чини тая работа, им вели на оние човеци: Ви се молам, нека оди еден од вас и нека викне ко џабашијати од еснафите по еден мајстор. Имам да им кажам по една лакрдија. Заеднош еден стане и отиде. Викна ко џабашијати од еснафите по еден мајстор и дојдоа сички пред него. Тој им вели на сички: Братја мои, јас ве викнах тука да ви кажам че дојдох тука. Имам да земувам толку 1000 гроша од тие човеци. Они ми се плачат че хајдути го земаха имањето и сега немаат да ми платат. Та јас да ви кажам кој ги отепа, ама ми е страх да не страдам нешто. Тогаш ко џабашијата му вели: Немој ти е страх, лю нема ништо да страдаш, кажи кој ги отепа. Браткја мои, јас сам ги отепах 8 заеднош. И соседниот 3 дена и 3 ноќа се борих. И тогаш ме зема. Ме закара во магазијата дека имат имањето. Сакаше да ми даде злато и сребро за да му башладисам животот. Ама јас и него љу при магазијата го чиних мрка по мрка. Ето и клучот од магазијата. За да верувате похарно, стакнете да иде во гората. Да видите сами со сочите ви и секој да си земе имањето му. Тогаш станаха сички, отидоха со него во гората право на магазијата. Отвори тој на вратата, влезоха на тресички и кога видоха, секој си позна имањето и си го зема. Олтани, сребро, џафаири, имаше тамо безброј. Сички ги земаха, ги закараха во градот и кога чуха гражданите че тој ги утепа хајдутите,
немаха со скоја слава да го слават и да проштават татка му и мајка му. Като чу царот неговото јунаштво, го зема на конакот му и му вели: Синко, една мома имам. Ела да те чинам зет и да те имам като чедо. Кога ќе умрам, ти нака да останеш на моето место цар. Тогаш јунакот одговори и му вели на царот: Многу лепна ја цар. Да ти кажам, чајаза има 3 години како излезох од татковата ми кршта. И се главих во еден базирѓанин кој ме прати да му берам верисента што има да земува од секаде. Да се случи да дојдам и во тој град. На гората като идех, тихи се излезоха тие хајдути и Господ ми помогна да се борех со них и ги утепах. Така се молам на тебе, цару, да ме оставиш да идам на господарот ми да му закарам тие вериси што му собрах од човеците. Чај и он не знае дека се нахождам. И ако е късмет, пак може јазе да се чинам твој зет. Като чу така царот, извади многу дарови. Му даде на јунакот и го испрати дур вънка од конакот му. И тој отиде. Се прости со сичките граждани и кини се да иде на господаров. И като идеше на пато при една река, најде една змија многу голема. Сакаше да изеде една жена со 2 малки. Жената още оддалеку како го виде јунакот фати да го вика: Скоро трчи, братко, да ми отемниш од таја душманка змија, ќе ми изеде и меника и 2 ми малки. Като чу така јунакот, като арслан рипна наврх змијата, извади сабјата, ја закла. Дур да стигне да ја заколи, едното малко го изеде. И дур да го гълтне, тој со сабјата ја распорна змијата, го извади малкото живо. Тогаш онаја жена од радост не знаеше што да чини. Како да го благодари јунакот? И му вели: Јунак, милин синко, ти нака това добро што ми направи на меника, јас немам со што да го поврнам, туку Господ, синко, што љуби срцето да ти даде. Тогаш јунакот се благодари од таја реч, извади една шепа алтани, дади на жената и на 2 малки и рече: Оставам те со здравје, мајко. И кини се оттамо, на 2-3 дена достигна до господарот. И кога дојде на дома му, господарот не може да го препознае јунакот. Че му се чини мошне дебел на снагата. Ама тој љу излезе од конјот, заедно зема дисакот и тефтерите, му даде хесапот на господарот като требуваше. Господарот се благодари и му вели на јунакот: Да те питам, јуначе, 3 години на чуздина како си проминал. И тогаш јунакот зеде му кажа сичко како се чини. Како отепа 9 на хајдуци и како царот сакаше да го чини зет. И како му даде толку дарови драгоцени и како отепа онаја змија на пътот и отемна онаја жена со 2 малки на река. Като чу така господарот, многу се зарадо, че има таков јунак, так силдари. Извади хакот за 3 години му даде 6000 алтани. И му се примоли да го пусне пак на друго таксот, да му бере верисента. Тој нака като не сакаше да иде. Ама нехте да расипе и хатарот на господарот му и така сетне му рече: Дека повелиш, господар мој, да идам, пиши ми тефтерот, од кој човек имаш да земуваш. Господарот седна, зачас му чини тефтерот и му го даде. Јунакот го зема и отиде на морето. Тамо најде гемија. Се пазари со гемиџијата да го извади на една ада. Ча тамо имаше од едно село од неколку души да земува пари. Като кини се гемијата во морето, 2-3 дена харно ходеше мирно. Еден ден оддека излезе една фуртуна толку, штото гемијата ја издига едно минаре горе и ја удриваше на морето. Се уплашиха сички тамо да не се удават. Станаха сички на молба да се молат на Бога. Стана тој јунак и љу фати он да се моли. Фуртуната папса и се умири морето като напред. Като виде гемиџијата, многу наихтибар го имал јунакот, штото го зема со него на една трапеза да јадат двата. Многу го милуваше като брат и со неколку дни излезе на она јада. И кога излезе од гемијата, многу се нажали гемиџијата за него. Се простиха двата
И така се разделиха. Тој като отиде на онова село, дека имаше да зева парите, заедно шпита за човеците да се научи дали таму се и се научи харно, че таму се. Тогаш пусна човек. Ги викна при него да дојдат. И они љу чуха, че дојде таксилдар Максус за нив. Станаха, отидоха таму дека беше он кондисан, чиниха здравоживо со него. Тогаш тој му рече за парите. И они извадиха, му дадоха колку што му длаговаха. И като си сврши тој работата му од оно јада, стана, та отиде на друго место. И като си сврши сичката му работа, отиде при морето да најде некој гемиџија, за да излезе пак на господарот. Тој љу отиде при морето. Најде пак оној гемиџија, негов побратим. Като се познаха таму, знаето колку радост се чини меѓу нив. И така влезе во гемијата. И од неколку дни сетне кинисаха да се идат. Истом отидоха во Средеморето. Ете, гледаат, еден човек на морето, една дъска имаше под него и се бореше со страшните далги во морето. И като го видоха оддалеку, го пожалиха, че сакаше да се удави. Тогаш гемиџијата рече на тој граматик: Господине, да пуснеме една шајка со едно въже да го земеме тој човек. И тој заеднош одговори: Ами още стоиш? И така гемиџијата пусна една шајка каде него, со звъже брза. Човекот, като виде шајката, влезе во неа и они го теглиха и го земаха нетре во гемијата. И љу го видоха сички што беха во гемијата. Се уплашиха од него, зашто не беше човек като нив, ами тој беше еден див, като жива чува. Устата му била крива и отворена. Очите му црвени като жар. Рците му като коси што косат чаирите. Ногти имаше като ченгери. И като виде, че се уплашиха, заеднош му вели на гемиџијата: Господине, јас като бех на морето, вие што рекохте? Че ќе се удавам. Ја не се удавам. Тој ми е занајатот на мене. Ама сега што ме докарахте во корабо нетре да ми дадете да јам, чамошне сум гладен. И немој гледаш кебарски манџи што да јам, че мојот стомак носи секакво јастие. Като чу така гемиџијата, без да одговори ништо, отиде нетре во дајата му и му вели на другите: Ами сега, сираци, како да чиниме со тој дивик штото ние сами го земахме? Тој нас ке ни зеде. Пак тој познаваше што вревеха и фати да вика: Скоро јадење, че огладнех! И тогаш му извадиха. За 5 мина јастие му дадоха. Го изеди пак викна: Гладен сум, дајте ми да јам! Пак му дадоха толку, пак се не насити. Фати еден човек од гемијата, го изеде. Като видоха така другите гемиџи: Земај сички, кој сапја, кој дрво, ју штиса наврх него да го тепат. Та удираха толку, тој хабер немаше. Еднаш салди са пред нив с ноктите му еден човек, го распорна и го изеде. Като видоха тие, така се уплашиха и се тргнаха назад. Видоха, че не можат да излезат наглава со таков еден див душманин. Фатиха веќе на Бога да се молат, да го чини дефот там. И после 2-3 сати се чини грмеш на небото и падна тешка мъгла. И се заоблачи толку, штото го чини темно. И така, во темното, дојде друг еден човек. Го издигна од гемијата душманинот и го фрли нетре во морето. И като немаше дъската со снего да плива, се удави во морето. Като видоха така другите гемиџи, сички славеха Господа што ги отемнал таков еден див душманин. И се чини харно време. И после 3-4 дни излезоха на крајот и тога зема дисакот со спарите му и со стефтерите и отиде на господаровата кшта. И като го виде господарот, с многу скорост излезе долу. Го призема с многу радост и фати да го пита како помина с морето. И тој му вели: О, Господине, отидох харно и собрах што пишеше во тефтерот.
Ама сега на врнување, без мара се куртулисах од умирачката. И му каза сечко. Како што тргнал во гемијата с згорниот душманин. И като чу господарот му, се почуди и фати да плаче. Тогаш му вели на граматикот му: а бре, синко, заради меника толку што си теглил, тие пари што бера оттаму да се твој. Халал нека ти се за твоето јунаштво. А сега, ако сакаш, седи тука со сменика да те имам като чедо, да те оженам с една чорбаджиска девојка. Тогаш он му вели: господине, благодарам ти за тая работа што ми велиш, но јас има 7 години како не сум видел мајка ми, татко ми и братите ми. Не знам дали се живи или умреха. Затоа сакам веќе да си идам на татковината ми. Тогаш господарот му даде еден харен конј, пари безброј и други дарови, и со многу плач го испрати дур вънка од градот. И кога стигна тој на татковата му кшта, ги најде братите му. Седеха таму. Татко му и мајка му беха умреле. И тој седна со братите му наедно и многу жал имаше, што не може да види уште еднаш родителите му. И се плачеше за нив, дур да беше жив. Море сокол, море сокол, море сокол, море сокол пие вода на Вардарот. Море сокол пие вода на Вардарот. Јанеле бело грло, Јанеле кротко јагне. И во таа увереност се готвев да дојдам при вас порано, да повторно да примите благодат и преку вас да заминам за Македонија, а од Македонија повторно да дојдам при вас, да вие да ме придружите до Јудеја. Но како го готвев ова вака, може би лесномислено постапив, или пак што се наканував, по телото ли се наканував, та моето да биде и не. Но Бог е сведок дека нашиот збор до вас не беше да и не, зашто Синот Божи, Исус Христос, кога го проповедавме меѓу вас, јас и Силуан и Тимотеј, не беше да и не, туку во него беше да. Зашто сите ветувања Божји во него се да, и во него амин. За слава Божја преку нас. Бог е оној кој не утврди со вас во Христа и не помаза. Духот мој немаше спокој, бидејќи тамо не го најдов мојот брат Тит. И откако се простив со нив, заминав за Македонија. Но да му благодариме на Бога, кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа и кој преку нас го шири неговиот мирис на секаде, по кој го познаваме самиот Него. Зашто ние сме Христов мирис пред Бога, за оние кои се спасуваат и за оние кои гинат. На едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. И за ова, кој е способен?
Оти ние не го изопачуваме Словото Божие како мнозина, ами го проповедаме искрено, како од Бога, пред Бога, во Христа. Пак ли ќе почнеме сами да се фалиме пред вас? Или ни се потребни, како на некои препорачувачки писма до вас или од вас? Вие сте нашето писмо, напишано во нашите срца, кое го познаваат и читаат сите луѓе. Вие се јавувате како Христовото писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со духот на живиот Бог. И не на камени плочки, туку врз телесни плочки на срцето. Таква сигурност во Бога имаме преку Христа. Но не да си помислиме нешто како од себе. Напротив, нашата сигурност доаѓа од Бога. Тој ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет. Но не на буквата, туку на духот. Зошто буквата убива, а духот оживотворува. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господа Исуса, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. Зашто ние, живите, постојано се изложуваме на смрт заради Исуса, тај животот Исусов да се открие во нашето смртно тело, така што смртта да действува во нас, а животот во вас. Имајки го пак тој издух на верата, како што е напишано, поверува и затоа зборува. И ние веруваме, па затоа и зборуваме, знаејќи дека кој го воскресна Господа Исуса и нас ќе не воскресне преку Исуса и ќе не постави со вас. Зашто се е заради вас. Та благодата откако ќе се преумножи преку мнозина да произведе уште поголема благодарност за славата Божја. Зашто ние не паѓаме со духот, но додека нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот од ден на ден се обновува. Зашто нашите сегашни лесни страдања ни донесуваат во големо изобилство вечна и полна слава, имајќи го предвид невидливото, туку невидливото. Бидејќи видливото е времено, а невидливото вечно. Знаеме дека кога замното живеалиште на нашето тело кое е како шатор се разруши, тогаш имаме од Бога дом, куќа неракотворна, вечно живеалиште на небесата. Затоа и воздишуваме копнејќи да се облечеме во своето небесно живеалиште. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибереме при Господа. И така кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново, а се е од Бога, кој ни измири со себе преку Исуса Христа и ни го даде служењето на тоа измирување. Оти Бог го измири светот со себе преку Христа, не земајќи ги предвид гревовите на луѓето, и го вложи во нас словото на измирување. Па така ние сме пратеници место Христа, како Бог да зборува преку нас. Ве молиме во името на Христа, помирете се со Бога, зашто оној кој не знаеше грев, он место нас го направи грев, та преку него да станеме правда Божја. Затоа излезете од нивната средина и оделете се, вели Господ. И не допирајте се до нечисто и јас ќе ве примам. Јас ќе ви бидам отец, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Седржителот. И така, возлюбени, имајќи вакви ветувања, да се исчистиме од секаква скверност на телото и на духот и да твориме дела свети и со страв Божи. Приметене во срцата ваши. Никому не направивме лошо, никого не искористивме, ниту пак некого упропастивме. Ова не го зборувам за осудување,
Оти предмалку реков дека сте во срцата наши, за да умреме и да живееме заедно. Многу слободно зборувам кон вас. Многу се фалам со вас. Се исполнив со утеха. Преизобилувам со радост покрај сите наши маки. Оти кога дојдовме во Македонија, никаков мир немаше телото наше. Во себевме во маки. Од надвор напади, од внатре страв. Браќа, ве известуваме за благодата Божија, дадена на црквите македонски. Дека при поднесувањето на многу маки, нивната радост беше изобилна. И при својата голема сиромаштија покажаа големо богатство на својата добродушност. Зашто, според можностите нивни, јас сум сведок. А и преку нив, тие даваа доброволно. Не молеа необично многу да го примиме нивниот дар и учеството во прислужувањето на светиите. И тоа некако што се надевавме. Туку тие најнапред сами себе му се предадоа на Господа, а потоа и на нас, по волјата Божја. Затоа го замоливме Тит, онака како што беше почнал порано, така и при вас да го заврши тоа добро дело. И како што се изобилува во вас, верата и словото, разумот и секоја усрдност и љубовта ваша кон нас, така нека изобилува во вас и таа добродетел. Ова ви го велам не како заповед, туку преку усрдноста на другите, да ја испитам искреноста и на вашата љубов. Бидејќи вие ја знаете милоста на нашиот Господ, Исус Христос, дека Он, бидејќи богат, осиромаши поради вас, та и вие да се збогатите преку неговата сиромаштија. Во врска со помагањето на светиите, сметам дека не треба да ви пишувам. Зашто ја знам вашата ревност, за која се фалам со вас пред македонците дека Ахаја приготвила помош уште од лани, а вашата ревност поттикна мнозина. А браќата ги испратив, та да не би нашата пофалба за вас излезе напразно. Туку како што реков, бидете приготвени. Па ако дојдат со мене македонци и ве најдат неприготвени, да не би да останеме посрамени ние, за да не велиме вие, откако ве пофаливме со таква увереност. Затоа сметав за потребно браќата да ги замолам да дојдат лично кај вас и да се погрижат порано, така што најавената ваша милостиња да се покаже како плод на благослов, а не на лакомство. Ова пак ви го велам. Кој скржаво сее, скржаво ќе жнее. А кој богато сее, богато ќе жнее. Секој да дава од срце, а не со жал или принуда. Оти Бог го љуби оној што од срце дава. А Бог е силен да умножи во вас секаква благодат. Та и мајки секогаш доволно се да бидете дарежливи во секое добро дело. Јас, самиот Павле, смирен кога сум лично меѓу вас, а слободен кога сум далеко од вас, ве убедувам со Христовата кротост и благост. Ве молам, кога ќе бидам при вас, да бидете такви што да нема потреба да бидам така смел, како што мислам да бидам спрема некој, кој за нас мислатот и постапуваме по телото. Зашто иако во тело одиме телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја е силно да разрушува тврдини. Со него ние уништуваме мудрување. И секое превознесување што се крева против познавањето на Бога. И поробуваме секој разум за да му биде покорен на Христа. И спремни сме да казниме секаква непослушност кога ќе се изврши вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов, нека суди пак од себе.
Оти како што е тој Христов, така сме и ние Христови. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некој од оние кои сами се препорачуваат. Тие не разбираат дека се споредуваат само со себе и се мерат само со себе. Кој се фали? Со Господа да се фали. Зашто не оној што се фали сам е достоен, туку оној кого што Господ го фали.